Се повеќе фирми во регионот прогласуваат банкрот, односно отпочнуваат стечајна постапка. Лани процентот на фирми кои прогласиле стечај изнесувал 3,2, што е за 1,1% повеќе од претходната година, кога во стечај заминале 2,1% од вкупниот број регистрирани фирми. Тоа значи дека од вкупно 71.419 регистрирани фирми во државата, лани клуч на врата ставиле 2285. Во регионот во 2017 година биле регистрирани 5790 фирми, од нив до крајот на годината стечај прогласиле 180. Според економистите, основната причина за прогласување на стечај е недостиг на слободни парични средства, односно нарушена ликвидност на фирмите. Многу често се случува да дел од тие така наречени слободни парични средства или сметководствено кажано обртни средства, фирмите ги извлекуваат од оптек и ги користат, односно ги трошат за или за непродуктивни цели, за лични потреби, или пак ги вложуваат во градежни објекти, во недвижности и така натаму, односно ги вложуваат во активности кои не се поврзани со тековното работење. Секако ова се однесува на внатрешната организираност на фирмата, но работите не секогаш зависат од менаџерите. Друга проблем е пак ако тие не успеат да наплатат се од своите купувачи. Тогаш се јавува проблем. Значи треба да се најде механизам да тие сите своји побарувања, сите фирми си ги наплатуваат. Државата направи одредени чекори, воведе една задолжница наречена, воведе закон за финансиска дисциплина, меѓутоа во делот на заштитата на стопанските фирми од несовесните купувачи не е решен. Од друга страна, затворањето на дел од компаниите им го отвара просторот за работа на оние кои остануваат, па Народна банка бележи подобра солвентност на фирмите. Имено лани процентот на фирми кои имале блокирани сметки изнесувал 27,2, додека во 2016 година тој процент бил 34,2. Пресметано во реални бројки, тоа значи дека лани под блокада работеле 19.400 фирми во државата, односно 1570 во регионот. Во 2016-та нивниот број бил 22.140 на државно и 1800 на регионално ниво.